Глувчето и лавот. Еден ден глувчето Грицко и неговите двајца другари си играа во шумата и се забавуваа пукајќи скришом од цевки по другите животни во шумата. На една шумска ливада, испружена тревата, спиеше лав. Иако неговите другари сакаа да го надминат, глувчето Грицко нанишани со цевката кон лавот и дувна. Лавот се разбуди разбеснет од ненадејниот напад. Кој се осмелува да се шегува со кралот на шумата? Глувчето го замоли лавот да му прости, прекунувајќи го да го пушти и ветувајќи дека нема повеќе да му додева. Лавот се смилува и го пушти, да се врати кај своите другари. Еден ден ловците му поставија замка на лавот и тој се фати во густа мрежа. Риката на лавот допри до ушите на глувчето Грицко и тоа брзо дотрча до замката. Кога го виде благородниот лав, безпомошен, му стана многу жал. Тој пријде на мрежата и почна да ја грицка со своите остри запчиња. Тоа воопшто не беше лесно, но по големи напори лавот беше ослободен. Од тој ден лавот и глушецот станаа неразделни пријатели и ниту едно шумско животно не се чудеше кога ќе ги видеше како добро се сложуваат и уживаат во играта. Поука: на добрите дела со добро се враќа.